Да, продолжуваме со студио 10. Тука го имаме професорот Ѓорги Тоновски, кој инаку е социолог. Ке разговараме малку и за политичката ситуација, но и за рефлексијата врз граѓаните. Професоре, на самиот почеток можеме да направиме една кратка куса анализа на состојбите. Имаме нова влада, нов премиер Ковачевски. Од друга страна, опозицијата бара предвремени избори, тие се веројатно охрабрени од резултатите на локалните избори. Владата има секако мандат уште 2,5 години, тие велат дека нема потреба. Како гледате прва на целата таа политичка ситуација и констелација на односи? Мислите ли дека Ковачевски ќе може да го истурка мандатот до крај вака, како што е? Па прво мислам дека состојбите во македонската политика се доста сложени. Дека во овој момент имаме некаква смеса на чудни некои избиднувања, на необични комбинации меѓу квалитет, неквалитет, лошо, добро, поквалитетно, помалку квалитетно и така натаму. И тоа веројатно е некој нормален амбиент кој што се појавува во време на вакви кризи во кои што сега се живееме, на таа релација помеѓу опозицијата и позицијата. Лично мислам дека вакво време сака опозицијата да го искористи, што е нормално, бидејќи таа е опозиција и таа сигурно дека ја има таа цел и амбиција да се дочепа до власта. Од друга страна, имаме уште 2,5 години во кои што и покрај резултатите кои што ги видовме на избори, на локалните избори, и кои што индицираат дека коалицијата на СДСМ сепак не стои така идеално, така високо, декотира така високо кај граѓаните, односно кај избирачкото тело, сепак мисля дека 2,5 години не се малку за таа да може на некој начин со определени силни зафати, со една силна динамика, со едни програмирани цели, со едни добро испланирани проекти, и со една добра ефикасност во сето тоа, мислам дека може да дојде во ситуација да обнови нешто од она што го изгубила. Дали тоа ќе успее или нема да успее, тоа сигурно зависи од тоа колку и како ќе се заложат и кои се квалитетите на првиот човек кој што во крајна линија е сепак оној кој што го дава основниот белег, основниот ритам на станите кои што ќе се случуваат и во самиот СДС и пошироко на политички план во Македонија. Но гледајќи ги вака првите резултати, би рекол, или првите потези кои што се влечат, особено ова што денеска се случува во Република Бугарија, мислам како да индицира дека би имал снага да покрени некои нешта кои што веќе беа замрени во СДС, односно кои што беа веќе, да речам, во знакот на некакво пишманење, повлекување, подготовка за повлекување на Зоран Заев, на поранешниот премиер. Прво треба да определат кои се тие проекти кои што би можеле да го вратат ликот. Ми се чини дека ова што го кажавте, што го спомнавте, македонско-бугарскиот проблем е една окосница, се разбира дека тоа сите аналитичари укажуваат на тоа дека тоа ќе го дефинира патот на Димитар Ковачевски. На некој начин тоа е една од главните одредници на неговиот мандат, што ќе се случува со Бугарија. Но ова што го зборите за останатите проекти и реформи, ми се чини дека таму, освен животниот стандард, кој е константна тема секогаш и главна како живеат луѓето, многу е важно, дека владењето на правото, правдата, тие реформи се
се едни од главните мотиви поради кои СДСМ изгуби голем дел од гласачкото тело и дали мислите дека таму најмногу треба да се концентрира новиот премиер? А тие се вечни теми со кои што треба да се занимава не само СДСМ, туку и ВМРО ДПМН, односно целата таа политичко-партиска структура во Република Македонија. Не би се занимавал само со проблемот на правосудството. Внимавајте, има тука и далеку сежни проекти кои што кои што се и тоа како сериозна задача за сите овие учесници во политичкиот процес во Република Македонија. Например, проектот за интелектуализација на политиката. Тоа не е проект кој што е денес за денес или од денес до утре па готово со неколку зафати ќе го решиме. Не, натаму проблемот на социоедукативната улога на политиката и на политичарите во македонското општество. Тоа е многу посложен проблем отколку проектот на владење на правото или се поврзани едни со други како проекти. Знаете, бидејќи во македонската политика морам да кажам дека се случуваат големи промени во однос на она каде бевме, да речеме пред 30 години. Кај македонскиот народ или кај македонските граѓани се случуваат промени во однос на тоа каде бевме, што сме биле, веќе би рекол одвратна поговорка дека свитка на глава јатага не ја сечи, веќе мислам дека полека губи во своето значење во македонското општество. Меѓутоа, сепак ние се уште не сме одвоени од фарсично да кажам една состојба во која се уште представата за буништето и повикот дека во сабота ќе се капиме, ќе биде запалено купатилото, сите да бидете дома, ние се уште тоа до крај не сме го избришале од нашите представи за секојдневното живење и однос и нашиот однос кон она што значи градење на иднината, давање на импулс на она што е ајде да кажем, често пати тоа го употребуваш, она што е европеистичко или што води кон европеизација на Република Македонија, односно на македонските граѓани. Тоа е прашање на ова што го спомнавте, е прашање на политичката култура. Знаете. Бидејќи власта сама по себе, сама за себе, сама со себе не може да изведе ни еден проект ако таа нема една широка поддршка кај своите граѓани. Но, професоре, како ние ќе се одлепиме од тоа статус кво, како ние ќе постигнеме поголемо ниво на политичка култура, кога кај нас, например, главен лајт мотив е клиентелизмот. Значи, на секоја влада, на секој гласачко тело, тоа е сврзано ткиво помеѓу партиите, помеѓу владата. Да. Мислам дека не само што на таков начин работат политичарите, туку за жал голем дел од граѓаните тоа и го очекуваат. Тие очекуваат нешто да добијат за да го дадат гласот и тоа е нормално за жал кај нас. Знаете што моменталната состојба е точно таква. Диагнозата би била таа дека пред се, дури би рекол и над се, е клиентелизмот, односно политиката во овој момент е многу атрактивна, привлечна за многу нешта. Прво за тие фамозни вработувања, вакви или онакви бенефиции кои што може да се добијат од неа, но исто така и за лична инвестиција. Знаете, во овој момент ние имаме една политика која што е строго сурова, која што е строго соголено рационална.
Значи во политиката, ако сакаш да си свршиш некоја работа, тогаш влези во политиката или без партиска книжка не можеш да завршиш ни една работа и така натаму. Тоа се нели коментарите кои што ги слушате, кои што ги слушаме по луѓево, но политиката мора да добива една подлабока смисла, една подлабока содржина. Политиката во крајна линија е активност која што треба да обезбеди заедништво. Треба да ја обезбеди иднината, сегашноста и иднината на заедницата. Не е политиката нешто што треба мал круг на луѓе да го работат. Клиентелизмот како ќе го надминуваме? Соменување, не само соменување на финансиската состојба, односно на економската состојба на општеството, туку мислам дека е во многу голема мера зависи и со надминување на овој ваков суров лик на политиката во која што се влегува без еден денар, па потоа таму се излегува како добро ситуиран човек. Знаете, политиката мора да добива во себе една префинетост која што ќе значи ајде заедно сите да ја градиме иднината на заедницата. И тоа е еден проект за кој што ние мораме да се залагаме. Ние во оваа политика која што денеска ја живееме, имаме елементи кои што не се политичко културни, туку се политичко некултурни, отворено некултурни. Знаете, кои што ги набројуваме, но никако да ги надминиме. Почнувајќи од оној глас на омраза, за кој што зборува говор на омраза, па се до таму до неказнување, неодговорност и така натаму и така натаму. Меѓутоа исто така има едно друго нешто кое што го спомнуваме, но не го отвараме до крај. Тоа е дека македонската политика е се уште политика која што во себе содржи доста елементи на бирократизираност и на алиенираност. Знаете, таа се уште не е работа во која што учествува народот, во која што учествуваат граѓаните. Знаете, граѓанскиот сектор, односно невладиниот сектор е се уште повеќе формално присутен отколку што може да дава свој придонес во менување на состојбите. Видете што се случува сега со Лозница таму, како тој граѓански сектор може да ги менува состојбите. Но исто така, јас би скренал внимание на уште една работа. Тоа е дека ние дури и уште потаму одиме во тоа стеснување на кругот на субјектите во политиката. Гледайте, денеска слушаме, денеска имаш на медиумите. Таа фамозна четирите лидери ќе одлучат. Таа фамозна реченица. Знаете, значи не само што органите не се тие кои што, туку и натаму се стеснува кругот. Повеќе асоцира на племенска заедница отколку на организиран систем. И сега вие како барате тука демократизација, како барате тука либералност, например, кај пратениците. Ете, ние имаме парламент во кој што нема многу слободни мислења, размислувања и така натаму, она што, например, се случува, да речеме, во парламентите на развиени демократии. Ние сега ќе чекаме четирите лидери да се договорат за се што малку е посериозно, мора четирите лидери да се договорат, а не да се договори парламентот. Значи, кај се тука, што се случува тоа со пратениците? Колку тие се јавуваат во улога на субјект во политичкото одлучување? Или се само гласачка машина? Или се само гласачка машина. Професоре, што значи ова за еден млад човек, бидејќи
кај нас константно е проблемот со иселувањето на луѓето. Значи не си одат само младите, одат веќе и цели семејства. Имаме феномен во последните години каде што се иселуваат добро ситуирани семејства, не е како порано да одат сиромашни, туку добро, има тука се, имаат и станови, и куќи продаваат, одат бидејќи бараат подобар систем, не за друго, не бараат толку економски, толку општествен напредок. Која е перспективата, еве, сето ова вие што го зборите, што го констатирате, тоа е навистина така, која е перспективата за еден млад човек, значи доколку не сака во политика, не сака во партија, што он да прави, што да размислува, освен да си размисли да оди некаде напред? Најлошо е тоа што во тие елементи кои што ги набројувате го нема и елементот општеството ќе му даде шанса. Преку инвестиции вакви или онакви, преку било какви можности самиот да се избори. Знаете, Кенеди вика, не прашувајте што Америка може да направи за вас, туку што вие можете да направите за Америка. Меѓутоа, таа Америка ви ги дава сите можности, ви дава и финансиски, и материјални, и интелектуални, и какви сакате можности да можете да покажете што вие можете и колку можете. Знаете, за жал, тоа отвара многу прашања, и прашањето на образованието, и прашањето на културата, на кариерата и така натаму. За жал, мораме да констатираме дека проблемот на материјалното веќе преминува во втор план кога е во прашање овој масовен екзодус, да речам, на младите од Македонија. Знаете, мислам дека се повеќе и повеќе во преден план е можноста каде сум јас тука, што се случува со мене. Зашто секој човек во крајна линија сонува кариера. Не кариеризам, но кариера. Секој човек во крајна линија сонува да биде субјект, да биде демиург, да биде творец на сопствената судбина. Знаете. Но во моменти кога ќе видите дека тоа не зависи, дека не само што не можете да бидете, туку дека за да постигнете барем дел од нештото, треба да поминете низ многу сцили и харибди, дека најпосле тоа може да ви биде ваша голгота во крајна линија, тоа е она што сега ги отвара дилемата дали тука или да се оди некаде каде што има поорганизирани општества. Не зависите од вашиот талент, знаење, успешност, туку од други фактори. Да. Значи, кариерата ви е ставена некаде може би објективно, бидејќи нема можности. Сега вие ако сакате атомска физика, нема атомска физика во Македонија. Тоа е тоа. Меѓутоа, другите елементи, другите можности, покрај она што значи мито, корупција и така натаму, нема поле, нема простор. И тоа е работа, многу голема одговорна задача на политиката. Да отвори еден простор во кој што ќе можат луѓето да се обидат нешто да направат, нешто свое, нешто од себе, нешто заради себе. Значи, се уште сме ограничени на Заводот за вработување и тој таму ќе не упати дека има работно место таму и таму. Но немате ви институции кои што се надвор од тој Заводот за вработување, кои што ќе кажат, ајде да видиме, видете ги банките како се однесуваат. Тоа е класично банкарство. Ако да речеме имате институции во кои што вие одите и го изнесувате вашиот план, вашата амбиција, што тоа сакате да направите, и ако тоа предизвика интерес кај нив и некој ве следи во тоа, некој ве потпомага во тоа, вие не мора да барате некој чаре некаде надвор
од земјата. Но ние тоа го немаме. Младите се препуштени буквално сами на себе. Не добива тука никаква поддршка. Значи, се уште не се чувствува еден разработен механизам. Тоа би било добро. Тоа би бил голем проект кој што Македонија би го направила за себе. Не за себе спасување, туку за себе излегување од оваа ситуација во која што се Дали наоѓа. професоре, дали е најопасно кога ќе се изгуби надежта? Бидејќи велат постои една народна поговорка надежта последна умира. Но тука прво луѓето очекуваа вакви реформи, онакви, економски, правосудни, образовни и така натаму, сето тоа го знаеме. Некако сите тие очекувања се изјаловија, останува тој партиски и бирократски систем, клиентелистички да владее. Еден од клучните излези кои ги очекуваа луѓето се евроатлантските интеграции, еве во НАТО влеговме, но кон Европската унија се постави повторно пречка, па сега ни објаснуваа дека и да ги почнеме преговорите дека тие ќе траат 10 години, значи сето тоа е далеку. Значи, луѓето едноставно не гледаат надеж некоја дека брзо би можеле да се поправат работите. Дали е тоа голем проблем? Знаете, вие добро кажавте дека надежта е последна што умира кај човекот. Знаете, бидејќи човекот и до последниот секунд од својот живот се надева дека нешто ќе се случи. Знаете, и тоа е така наречениот homo sperans во социологијата. Човекот е суштество кое што се надева. И јас тврдам дека никој од нас, никој од македонските граѓани нема изгубено до крај надеж. Заради тоа и сите ние учествуваме во масовниот, да го речам, циркус. Сите ние се надеваме дека овие што ги избравме, што промашија, но оние другите сад ќе дојдат подобри. И тоа трае година до две, додека не се види правиот лик, зошто дошли или како дошле. Значи, иако се чувствуваме излагани, иако се чувствуваме дури и немоćни, знаете, ние сепак не ја губиме надежта дека нешто сепак ќе се случи. Дека најпосле сепак нешто ќе тргне некаде. Знаете, дури и Галилео Галилеј која му претело опасност дека ќе биде убиен, сепак велат дека рекол, сепак се врти. Знаете. Дека некаде постои една количина на еден колективен ум, на еден колективен дух на македонското општество, кој што сепак најпосле ќе профункционира. Дека сепак најпосле ќе го зголеми своето количество. Дека ќе понуди решенија, ќе понуди нови идеи, нови начини како сето тоа да се направи. И ние делумно морам да кажам дека од тоа нешто и пробудивме. Да, но... Знаете, бидејќи ние сепак во крајна линија исполнивме определени историски предизвици, историски одговори за она што не притискаше, ние сепак отворивме пат за преговори со Европската унија. Професоре, застанавте на одлично место, бидејќи во овој момент се вклучуваме во Софија, каде што премиерите Кирил Петков и Димитар Ковачевски ја одржуваа заедничката пресконференција, каде што македонската и бугарската влада имаат меѓувладина седница, ние се вклучуваме директно во пресконференцијата. За новиот пристап кој ние го даваме со нова енергија и реални резултати.
Уште по-впечатливо е и извештајот на останатите министри, кои секој од нив презентира барем 10 реални задачи со заеднички секретаријат помеѓу различните групи и со многу кратки рокови за изведба. Ме радува тоа што можам да кажам дека следната средба е само последна недела. И тоа ќе биде ниво на динамика што се очекува од работните групи. Исто така сакам да забележам дека и историската група кажа дека ќе има барем 3 средби следните 4 месеци, многу интензивна работа помеѓу средбите и ти имат многу оптимистички поглед кон заедничките задачи. И гледајќи тоа што видовме денес, се гледа огромната синергија и предности ако имаме добро соседство. Реално овие меморандуми имат еден основен крајен резултат и тоа е економскиот развој на целиот регион. Економски развој кој и граѓаните на Северна Македонија и граѓаните на Бугарија ќе почувствуваат со мерливи подобрување на стандардот на живот. Ето, добрососедството навистина сега ќе биде на еден педестал и околу него ние ќе треба да работиме и за работи кои беа заборавени последните години ќе треба да бидат обновени. Транспортната инфраструктурна комисија и групи сподели дури коридор 8 и излезен од европските коридори, а реалност после денешната дискусија, меморандумот со железничката пруга го враќа повторно. Имаме доста време, но со овој устрем, со оваа енергија, ние брзо ќе стигнеме тоа што сме испуштили. Сакам да му благодарам на мојот пријател Димитар, кој даде апсолутно целата енергија да организира работна група со сите министри и заедно сме насочени кон тие заеднички резултати. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Бугарија и Северна Македонија, најпрво сакам да се заблагодарам на гостопримството од страна на премиерот Петков и на министрите во бугарската влада. Сакам да се заблагодарам и на министрите, представници на македонската влада кои што се денес тука на средбата. Како што истакна и премиерот Петков, навистина и јас сум задоволен од денешните состаноци. Имавме пленарна средба, меѓутоа уште поважно е што самите министри работеа во работни групи кои што работеа на конкретни проекти, односно на конкретни идеи кои што треба да се развиваат во идниот период. Првата група, односно групата во економската област, особено во делот на енергетиката, во делот на трговијата, инвестициите, туризмот и во земјоделието, веќе има направено свој план на активности кои што ќе треба да се одвиваат во наредните месеци. Истото се однесува и на министрите од групата на областите задолжени за култура и за образование, каде што исто така имаме конкретни проекти кои што ќе значат многу за соработката помеѓу високообразовните институции од двете држави, воспоставување на пракса на научни конференции, тоа особено во делот на природните науки, каде што ќе може да се унапредува техничкото и знаењето во другите природни науки, што многу влијае на развојот и на економијата и на индустријата. Потоа во делот на евроинтеграциите, бидејќи Република Бугарија веќе 15 години е член на Европската Унија, постојат голем број на искуства кои што можат да бидат применети од наша страна, како и во областа на другите групи кои што денес работеа. Добро е што веќе има и план за неделно среќавање на секторските експерти. Меѓутоа, уште поважно е што веќе на првите средби ќе бидат вклучени и представници на институциите, односно на стопанските комори, на образовните институции, на културните установи, како што беше и основната идеја, и низ конкретна соработка во реалниот сектор да можат сите од компании до образовни институции да ги видат бенефитите од соработка помеѓу две соседни држави. На самиот крај,
Би сакал исто така да се заблагодарам и на Историската комисија, која што исто така присуствува со своите двајца председатели тука и кои што исто така кажаа дека ќе ги интензивираат своите работи во насока на исто така забрзување на делот во делот на Историската комисија. Ви благодарам. Колеги, имате възможност за въпроси. Първо, като домакини... Колеги, можете да прашате първо како Иляна Веселинова, Вестник домакини Труд. от бугарска страна. Благодаря. Благодарам. Господин Петков, премиер, господин на премиер, какво считате да се подобри що мислите диалога по време на заседанията да се подобри на така диалогот наречената за време на съвместна историческа седниците комисия на ова България и Северна историска комисия моля, кажете помегу ясно, България и Северна минава ли Македония и това кажете през ясно дали персонални поминува промени в нея, низ персонални по отношение промени на български в учени, комисията. които в момента участват? Благодаря. Да, благодаря. Ви благодарам. Днес, кога секоја од групите ги презентираше резултатите, кои треба да ги направат и задачите, во Историската комисија ние со Димитар забележавме друго ниво на ентусијазам за работа и определување на нов режим на работа. Тоа што ќе имаме 3 официјални средби следните 4 месеци, плюс много интензивна работа, помеѓу тие средби, дава друг ритам на работата што треба да се заврши. Тоа што констатиравме денес, за да се заврши работа, луѓето треба да се зборуваат. Треба да се гледат, да имат заеднички цели и да има заедничка конструктивна рамка. Тоа што сакам да кажам, дека професорите од двете страни покажа дека се готови на овај нов начин да се претвори во конструктивен тон. Ние нема да правиме кадрови промени, но тоа што ми израдува, што видов кога ова група и Историската комисија е една од заедничкиот тон е конструктивен диалог и достигнување на реални резултати. Ви благодарам. Назим Рашиди от Алсат. Добре, нека тогава Яна Јосифова. Да, Јана Јосифовска, канал 5 телевизија. Добар ден и ви благодарам. До премиерот Ковачевски, меѓутоа доколку сака и господинот Петков може да одговори. Во Скопје пред една недела Македонија направи гест на добра волја со нотата до Обединетите нации за краткото име. Дали има ваков потек во знак на добра волја ева од бугарска страна по денешната средба? Дали може би се отворија политички прашања некој од пакетот 5+1 и што ќе се смета како критериум за успех од заедничките комисии за Бугарија да дозволи почеток на преговорите на Македонија со Европската унија? Благодарам. Ви благодарам на прашањето. Прво на средбата која што се одржа во Скопје пред 7 дена. Таму отворивме еден нов процес на не само на диалог, туку и на работа помеѓу двете влади и помеѓу двете држави практично. Бидејќи како што гледате работните групи не се формирани и водени од министрите, што ја покажува политичката волја и политичката вклученост да овој процес се води напред. Меѓутоа ќе бидат вклучени, како што веќе кажав и во самото обраќање, и оние кои што се од реалниот сектор, а тоа значи и стопанските комори, и образовните институции, и така натаму, и така натаму. Со ова ние сакаме да придвижиме еден процес низ кој што ќе покажеме дека две соседни земји можат секогаш да додадат вредност како за државите општо, така и за сите граѓани кои што живеат во нив. Во однос на политичките прашања, ние со господинот Петков разговаравме и во Скопје за политичките прашања, разговаравме и тука за политичките прашања, меѓутоа доминантно се разговараше во однос на овие теми кои што ги опфаќаат работните групи, кои што ги денес покажавме низ практична работа и кои што ќе треба да ги дадат резултатите. Вие прашавте и кои ќе бидат критериумите. Еден критериум, например, ако сме кажале дека ќе има авионска линија помеѓу Скопје и Софија, критериум за успешност е доколку веќе идната недела имаме оператори од
туристички оператори од Софија да дојдат во Скопје или обратно, каде што ќе разговараат за најекономски одржливата авионска линија која што би се воспоставила и која што би почнала со комерцијални летови од 1 март. Тоа е критериум за успешност. Истото се однесува и на другите, например во инфраструктурата, критериум е за успешност доколку во 2023 година 13 километри патот до граничниот премин Клепало се направи и имаме отворен граничен премин. Тоа е исто така критериум за успешност. Во однос на политичките прашања, критериум за успешност е доколку успееме низ разговор на сите овие комисии, нормално низ еден политички диалог помеѓу владите и помеѓу другите чинители според уредувањата на државите, да постигнеме договор и во догледен период да имаме прва меѓувладина конференција за Република Северна Македонија со Европската Унија. Значи тоа е динамиката. Јас би оставил процесите да течат, да работиме, да разговараме помеѓу себе, да ја вратиме до вербата и да ја градиме до вербата и да одиме секогаш чекор напред, заедно. Тоня Димитрова, БНР. Прашањето ми е кон двајцата премиери, Горим Ковачевски, господин и господин Петков. Ви опишавте дел од критериумите за успех. Дали тоа значи гарантирање на уставните права на бугарите во Северна Македонија? Дали ќе се сметали тоа за критериум? И како исполнувањето на протоколот 4+7 ќе оди паралелно со работата на работните групи? Најверојатно сте разгледували тука во Софија. Вашите одговори ве молам. Ви благодарам на прашањето. Во однос на Конституцијата, тоа беше вашето прво прашање. Јас тука би ви одговорил дека различни држави имаат различни типови на уредување. Постојат држави како што е Република Северна Македонија, каде што индивидуалните права се остваруваат колективно. И во нашиот устав покрај македонскиот народ има и албански народ и другите кои што ги сочинуваат другите заедници кои што се дел од уставот, и нормално доколку и други граѓани на државата кои што се само определуваат на друг начин, и тие можат да побараат нормално да бидат дел од уставот на Република Северна Македонија. Тоа е нормално процес, кој што процес поминува низ уставните измени, кои што има повеќе чекори и во кои што се вклучени повеќе институции. И доколку тоа се случи, а нормално дека такво нешто се случува на патот на една држава кон Европската Унија, бидејќи тогаш се отвара уставот со цел да и други адаптирања на уставот се направат, тогаш низ тој процес сигурно дека ќе бидат и опфатени и тие прашања врз основа на барањата на граѓаните. Во однос на другите отворени прашања кои што постојат помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, нормално дека ќе се разговара. Ние имаме Министерство за надворешни работи кои што се во пол капацитет и кои што разговараат и кои што кога ќе имаат резултати кои што ќе можат да се споделат со јавноста и нормално со владите на двете држави и со другите институции, секако дека ние за тоа ќе информираме. Ви благодарам. Благодаря. Този отговор беше много изчерпателен. Благодарам. Многу исцрпен беше овој одговор и му благодарам колку јасно е одрази ситуацијата во врска со правата на бугарите во Северна Македонија. Истовремено со тоа да кажам дека Министерството на надворешните работи и двете министерства работат паралелно и покажуваат јасни резултати, нови премини, нови авиолинии, соработка во образованието, значи паралелно да одат и политичките прашања, така да ритмот кој ќе го организираме да биде исто така динамичен. Добро е што денес ставивме на рамка за таа заедничка работа и календарот кога ќе се сретнат секој од групите. Се разбира дека фактот толку често историската комисија ќе се среќава, се надевам на брзи резултати. Сега вече Назим Рашиди. Благодарам.
Господине премиере, за господин Петков ова прашање, овие договори и се што вие спомнавте треба време да се реализираат, но дали е можно кризи, геополитички кризи, како што е тоа со Украина и тука е топ темата оваа криза, може да влие да успорат оваа динамика за која што вие зборувате, а решавањето на оваа криза би значило дека нема повеќе отворени кризи во регионот и нема можности за било какви влијанија. Благодарам. Аз мисля, че Мислам дека секој човек во нашата положба, преземајќи работата на премиер, знае дека секој ден ќе има некои кризи за решавање. Ние сме тука, бидејќи не се плашиме од кризи, бидејќи веруваме дека можеме да ги решиме. Но во моментот има многу сериозни прашања и COVID-19. И меѓу НАТО и Русија односите и високите цени на струјата и на гасот. Но кога во таа тешка ситуација се види ден како денешниот, каде што има реален прогрес, но веќе има работен процес со конструктивна насока, човек чувствува дека има зошто да стане на Сабалија и да ја работи оваа работа. Колеги, следва семейна снимка на двете делегации долу на първия етаж. Значи, долу ќе има семејна фотографија на двете делегации. Да, ова беше заедничката пресконференција на премиерите Димитар Ковачевски и Кирил Петков. Разговараа за развојот на бугарско-македонските односи, а ние за крај на ова Студио 10 имаме и подготвено интервју токму за оваа пригода, која е на истата тема, тоа е со претседателот на ОМО Илинден Пирин Стојко Стојков, каде зборуваме за македонско-бугарските односи, но и за состојбата на македонското малцинство во Бугарија. Да го видиме интервјуто.